мене може да ми е добро, мојот бизнис може да е успешен, меѓутоа како ние на едно просечно ниво како општество може стандардот да го подигнеме, и затоа би рекла ова се добри додатоци, меѓутоа формалното образование не можеме да го испуштиме и сега ќе ви кажам зошто, бидејќи и кога некој оди во стартап и кога почнува да работи бизнис, многу е изгубено времето кое треба да ги надополнува оние гепови, да кажеме, оние недостатоци. Тоа е една работа. Вашата конкуренција која седи во Германија и во Данска, еве да кажеме, која знае веќе да моделира статистички, е веќе пред вас, така. Значи, тука веќе се губи време, се губат можности и тоа се одразува на општеството. Друго, значи, основното, фундаменталното образование е многу важно за иновации. Иновации се многу важни во смисла на патентирање, во смисла на лиценцирање, во смисла на вадење на нови продукти на пазар. За тоа да се случува, постои нешто што се вика апсорбцијски капацитет. За вие да можете да подобрите одреден процес, морате да го имате базичното разбирање, базичните концепти за да создадете иновација. Од тука е многу важно, значи, да се работи тоа во науката се вика basic research или basic knowledge и advanced knowledge.